Земјоделките за прв пат ќе добиваат платено отсуство за мајчинство, одлучи владата на синокешната седница на која ја донесе програмата за обезбедување социјална сигурност за жените кои вршат земјоделска дејност. За прв пат досега со оваа програма ќе се реши правото за користење на доместок за мајчинство, кој не е офатено за земјоделките со прописите за платено породилно отсуство. Предвидена е мерка за финансиска подршка во износ од 81.000 денари за 9-месечен доместок за мајчинство на жените кои имаат статус на осигуреник индивидуален земјоделец, стекнат согласно Законот за пензиско-инвалидско осигурување во време трајање од 12 месеци пред раѓање на дете. Ова програма е предложена како времено решение со цел излегување во пресрет на жените земјоделки, соопшти владата. Васе Мојсовска, председател на Националната федерација на фармери, вела дека право на доместок ќе имаат сите жени земјоделки кои имаат статус на осигуреник индивидуален земјоделец од 1 декември 2022 до 1 декември 2023 станале како мајка. Бидејќи че требаше долго време за да се изменат сите овие закони, се донесе една предлог одлука во која што Министерството за земјоделство не излезе во пресед во која што реши да се стави како во програма преку буџетот на Министерството за земјоделство, а ќе имплементира платежната агенција. Затоа овие индивидуални земјоделки, регистрирани индивидуални земјоделки, секоја жена која што од 1 декември 22 година до 1 декември 23 година ќе го се реализира како мајка и ќе роди дете, ќе може да си поднесе преку програма од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство надоместок за мајчинство, во кое што ќе добие 81.000 денари за 9 месечно отсуство или она така наречено породилно кое што го користат сите жени вработени во било да е во државните или во приватните институции. Посебно сме среќни што успеавме ова да го реализираме како пилот мерка која што ќе оди сега преку Министерството за земјоделство и преку нивната програма, но истата ова група која што ја кажав на почетокот ќе работи на решавање на долготрајниот проблем, на долготрајно решение за овој проблем. Лани во декември мрежата за заштита од дискриминација побараа системско решение за тоа што земјоделките немаат право на платено породилно отсуство и отсуство поради боледување и повреда, што представува нехумана и дискриминаторска политика. 70 здруженија и мрежи на граѓански организации се обединија околу барањето за системско решение за овозможување на платено породилно отсуство и барањата ги испратија до Собранието, Министерството за здравство, труд и социјална политика и Министерството за земјоделство.